Во село Балван проблемот со минирањето држи статус кво. Незгодна е состојбата во селото Долни Балван, откако и после 7 години апелации се уште нема конкретен одговор од надлежните. Минирањето остава големи последици, напукнати ѕидови дури и на здравите куќи и рушевини на постарите објекти. Статус квото никако да се промени. Според жителите на ова село, градоначалничката фотелја менува собственик, но проблемите остануваат исти. Ова е проблем од како се напри каменолом Лозен, многу близко е тука, нема ни 500 метра до куќите и кога почна, речеа божум само површински, они почнаа да со минирањето. И од минирањето има окото напукнување на куќите. Па во почетоку повише окото минира и обично се криеја за празник или утринските часове. И имаме реагирано и до градоначалниците, кој се осекеше, дори и џамоите се затресуваа. Ние интервенираме кај претходниот градоначалник да формират комисија и да не е само моите куќа да направат комисија што ќе процени која штета и колку штетата е направена. Гледа се на лице место дека е испукана и дека е нова куќа. А за стара куќа ако покажам има што да видиш. Може и имам и стара куќа да видите, па на неа колку има оштетувањето. Мешаните на селото Долни Балван секојдневно се будат со истиот звук, а стравот не е ништо ново. Особено за време на празници и недели, и тоа во утринските часови, како земјотрес ниша балванското тло. Првите деништа многу луѓе се чувствува лошо. Како? Што се дешава работа? Не знаеме никој. Одека се овоа доваѓа тоа експлозија, одека доваѓа која после тоа најавуваат од Лозен, доваѓа експлозии и доваѓа до стресување на куќите. Одговор на ситуацијава која и не е нова даде градоначалникот на општина Карбинци, Јордан Насев, образложувајќи дека даваат се од себе проблемот да стане минато. Во катастарска општина Долни Балван има Министерството за економија издадена концесија за експлоатација на минерални суровини валник за површински коп. Надзорот, контролата и дозволите ги издава Министерството за економија и Министерството за животна средина. Ние како локална самоуправа, значи во овој дел немаме никакви ингеренции, меѓутоа пошто користат ресурси од општина Карбенција, тука е вклучително и патна мрежа, локални патишта, пристапни патишта, значи се соочуваме со проблем кој што директно е предизвикан од експлоатацијата на овие концесионери. Конкретно во село Долни Балван со веќе 3 години градоначалник, веќе 2 пати ги имаме пријавувано во техничкиот инспекторат, тоа е инспекторат во составот на Министерството за економија и во инспекторатот за животна средина. По составувањето на записниците, инспекторите констатираат дека состојбата е во ред и дека е се во согласност со законот. Ние и натаму ќе продолжиме да ги слушаме повиците на луѓето, меѓутоа нашите ингеренции се ограничени во овој дел. Значи, во 2018 и во 2019 година, општина Карбенци има донесено со преставка и со писма пријава во инспекторатите. Еве, и сега треба ќе го направиме повторно, меѓутоа нормално доколку има отстапки од начинот на експлоатација, тоа ќе биде санкционирано од страна на овие надлежни служби. Во селото Долни Балван има 130 домаќинства, а од истите 30% се жалат на оштети од споменатото минирање. Затоа се апелира до надлежните, како од страна на жителите на ова село, така и од градоначалникот на општина Карбинци, да се преземат потребните работи и утрата овде да почнуваат помирно.